Во фудбалската лига на шампиони вечера продолжуваат возбудувањето со надпреварите од петото коло. Вечера на програмата се 8 средби од групите ЕФ, Г и Х. Дербито е во Дортмунд, каде германскиот и европскиот вице-првак Борусија против Наполи ќе се обиде да остане во комбинација за следната фаза. Пред иста задача е и Милан кој гостува во Шкотска кај Селтик. Во другите средби се среќаваат најпрво Зенит игра со Атлетико Мадрид, Ајакс ја пречекува Барселона, Арсенал на Емирати игра со Олимпик Марсеј, Базел е домаќин на Челси, Порту и Стеа Уа ги пречекуваат Австрија, Виена и Шалке. Утре петото коло ќе се комплетира со надпреварите од групите А, Б, С и Д. Лионел Меси ќе се замине од Барселона следното лето, тврди новинарот Франсуа Галјардо. Веќе околу еден месец односите помеѓу советниците на Милан и луѓето во клубот се заладени. Меси се чувствува предаден и сака да замине на крајот на сезоната. Всушност, веќе има устен договор со еден клуб кој во февруари или март ќе почне со реализација на трансферот, објави Галјардо. На крајот на септември Меси и неговите менаџери разговара со представниците на Барселона. Аргентинецот сакал ревизија на договорот што му било ветено од клубот. Договорено изголемување на платата. Сепак, по еден месец, челниците на клубот повторно разговарале со Меси и му објасниле дека не може да му дадат зголемување. Меси донел одлука дека ќе ја напушти Барселона и ќе отиде во земја која е близу до Шпанија. Галјардо додаде дека нема шанса Меси да ја смени одлуката, со што ги известил и првите луѓе на клубот. Во моментов најплатен фудбалер на гигантот од Nou Camp е бразилецот Нејмар кој има годишна плата од 17 милиони евра. Без дилема, Меси ќе отиде во клуб кој ќе може да му плати повеќе од 18 милиони евра годишно. Барселона не може да парира на таа понуда, заврши Галјардо. Како потенцијални купувачи се Бајерн Мюнхен, Челси, Интер и Реал Мадрид. Чикаго Булс соопшти дека Дерик Роуз по извршената операција на менискусот на десното колено ќе го пропушти остатокот од актуелната сезона. Лидерот на тимот од Чикаго се одлучил за повторно спојување, а не за кратење на менискусот, процедура која е побезбедна за неговата иднина, но и која во исто време значи подолго отсуство од терените. Така, по само 10 одиграни надпревари од неговиот камбек на теренот, Роуз однова мора да подолга пауза, која во Чикаго се надева дека сепак ќе биде доста пократка од оние 18 месеци од повредата на лигаментите на левото колено во април 2012. Во својот кус камбек, Роуз оствари просек од 15,9 поени, 3,2 скока и 4,3 асистенции по надпревар. Сега во Чикаго можат само да се надева дека новата тешка повреда нема дополнително да го оддалечи нивниот лидер од она ниво на кое настапуваше пред првата операција пред нешто повеќе од година и пол. 9 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата. Тимовите на Сан Антонио и Портланд ја продолжија победничката серија на 11 триумфи поред. Сан Антонио со 112-93 го победи Нью Орлеанс. Джинобили даде 16 поени, а уште 7 играчи имаат двоцифрен број на поени за Спарци. Кај Пеликаните се истакна Реан Андерсон со 17 поени и Тайрик Еванс и Джуру Холидеј со по 12 коша. Портланд на домашен терен го солда Нью Йорк Никс со 102-91. Николас Батум со 23 поени, 7 скока и 6 асистенции беше лидер кај Трейл Блейзерси, додека во редовите на Нью Йорк Кармело Ентони оствари 34 поени и 15 скока. Джеймс и Вейд се погрижаа за седмата победа поред на Мајами Хит. Леброн забележа 35 поени, а Вейд имаше 21 поени и 12 асистенции за победата од 107-92 над Феникс Санс. Индијана се изедначи на врвот со Сан Антонио со скоро 13:1 по триумфот над Минесота од 98-84. Џорџ Кил постигна најмногу 26 поени сезонава, а Пол Џорџ уфрли 11 поени во второто полувреме од вкупно 26 што ги даде на мечот. Кај волците Лав имаше 20 коши и 17 скока, а Пекович и Кевин Мартин постигнаа по 18 коша. Јута стигна до втората победа во сезоната откако по едно продолжение ги солда ослабените бихови од Чикаго со 89-83. За вечера предвидени се 4 средби. Здраво, јас сум Матеј Милошевски, тренирам во кошаркарски клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Зоран Мандил, тренирам во кошаркарски клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Давид Аритонов, тренирам во клубот Работнички и вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Старевски, играм во кошаркарскиот клуб
клуб КК Томас и гледајте вие МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Петар Стојановски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ. Здраво, јас се викам Павел Атанасовски, играм во кошаркарскиот клуб КК Томас од Тетово и вие гледајте МТМ кошаркарска лига. Здраво, јас сум Иван Васовски и тренирам во кошаркарскиот клуб КК Томас и гледајте МТМ кошаркарска лига. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.